Јас сум Елизабета Чингаровска, собственик сум на друштво за финансиски консалтинг, Finpro Consulting, инаку сум даночен и финансиски експерт со повеќегодишно работно искуство во администрацијата и во реалниот сектор. Едноставен имаме даночен систем во Македонија, имаме равен данок, тоа значи дека данокот на личен доход и данокот од добивка се 10%. Главен основен данок кој што треба да го плаќа секој фриленсер за остварениот приход е данокот на личен доход од 10%. Понатаму доколку сака да се пријави во системот, односно доколку се регистрира во некоја правна форма и сака да плаќа придонеси за задолжително пензиско осигурување, тие се во износ од 27,8%, мислам. И она што е многу важно да го знае секој фриленсер, дека многу е важно дека Македонија има склучено договор во случај кога работи со странски компании, дека има склучено меѓународни договори за избегнување на двојно даночување, што значи дека доколку докаже во посебна постапка пред даночните власти дека данокот е платен во одредена земја со која има Македонија договор, не треба да го плати и во Македонија. Тоа се докажува во посебна постапка пред Управата за јавни приходи. Па даночната политика има и tekako големо влијание, меѓутоа на почетокот кога некој се смелува, да кажам, се охрабрува да започне фриленс кариера, тој сигурно не се запрашува колку ќе ми бидат давачките, него прво прашање му е каде ќе отвори сметката, како ќе му стигнуваат парите, како ќе ги реализира приходите, а се разбира дека понатаму многу е важно какви ќе бидат давачките и она што е многу важно за одлуката да се почне одредена фриленс кариера е колку се едноставни процедурите и прописите за да може сето тоа да влезе во едни легални рамки, односно за да може секој фриленсер да ги плати давачките, да не работи во така наречената сива зона. Што значи дека многу е важно едноставноста на администрирањето, јасните насоки на државата во однос на тоа дали некој ќе отпочне фриленс кариера тука во нашата земја или за тоа ќе се одлучи да се исели некаде во некоја од другите држави каде тоа што е поедноставно и апсолвирано прашање. Видете, на ова прашање не може да се одговори фер или не е фер, бидејќи постојат аргументи кои што кажуваат на тоа да речеме дека не е фер ако се спореди фриленсерот со некој што е вработен, бидејќи кај на вработениот работодавачот во главном му ги решава прашањата во однос на наоѓање на работа, ги плаќа давачките што се однесуваат на него, додека фриленсерите во тој поглед треба сами да обезбедат работата, сами ги плаќаат давачките, при тоа лишени се од одредени права кои што редовно вработените ги имаат, а тоа е правото на платен годишен одмор, правото на боледување, правото на породилно отсуство и така натаму. И во тој случај ако вака само кажеме, може да ќе кажеме да не е фер. Меѓутоа, ако се има во предвид дека одлуката некој да биде фриленсер е лична одлука, во тој случај при тоа сам располага со своето време, значи по државата се труди да направи некои правни рамки, апсолутно тоа ќе кажеме дека да фер е системот. Она што е многу важно, треба да се тој систем поедностави, да се направи лесно прифатлив и за да можат фриленсерите со задоволство, ако може така да се каже, да ги плаќаат давачките и да не се во таа така наречена сива зона. Системот за вработените и за фриленсерите не треба да е ист, ама треба да е праведен. Тоа се две различни работи. Праведноста значи да се земе во предвид ризикот кој што го имаат фриленсерите, односно дека сами ја обезбедуваат работата, сами ги плаќаат давачките, не ги користат бенефициите што ги имаат редовно вработените, на пример боледување, платен годишен одмор, отсуство од работа, породилно на пример и така натаму. Праведноста значи дека државата треба да го има во предвид ризикот кој што го носат. Значи, тоа не значи дека треба да имаат исти стапки, туку ризикот да се има во предвид со тоа што на почетокот од даночувањето би било помало, како што се зголемува приходот, така пропорционално да се зголемуваат и давачките.
Па фриленсерите дефинитивно се ресурс за економијата, посебно ако знаеме дека најголем дел од нив работат со странски компании и при тоа работат за странски компании и при тоа врз основа на нивната работа и така како има девизен прилив во државата, што значи дека тие секако се ресурс. И сега ако гледаме на тоа дека државата превзема активности за да се стават во одредена рамка, таа можеме да кажеме дека ги смета за ресурс. Она што е важно дека треба да се видат кои се нивните главни прашања, кои се нивните, да кажам, потреби за да може да се вклопат во системот, а сето тоа државата да им го поедностави, да им го направи лесно достапно, бидејќи не секој е економски, да речам и финансиски, даночно едуциран за да може да си го пријави и навремено плати данокот. Државата треба тоа многу да го поедностави, како што е да речеме во поголем број земји од Европската унија, каде што се става голем акцент на работата на фриленсерите, баш од ваков економски аспект и каде што се решени тие прашања на начин што едноставно се пријавуваат на платформи, едноставно име пријавувањето на давачките што ги имаат и сето тоа мислам дека треба и кај нас да се намали таа бирократизација, администрација, да се стави акцент со посебни законски норми кои што ќе регулираат работата на фриленсерите. И тогаш можеме да кажеме да тие се стварно ресурс на оваа држава. Навистина е многу важно. Пред ако се има во предвид дека најголем број од сегашнива генерација Z, младите луѓе заработуваат преку YouTube, преку гейминг и преку други, да кажам, работи кои што на нас не биле само забава, нив им е главна работа, потоа исто така одбегнуваат да имаат свој шеф и класично работно време од 8 до 4. Апсолутно дека тие треба да бидат формализирани, бидејќи во друг случај ќе бараат каде тоа е поедноставно и заради тоа и како влијае на одливот на млади луѓе од државата. Затоа државата е многу важно да ги препознае, да види каков е нивниот раст, да го поедноставни администрирањето, односно нивното пријавување, да им овозможи да бидат вклучени во даночната регулатива во однос на тоа да ги плаќаат давачките.